Многу добри и една лоша вест пристигнаа од Lamborghini. Добрите се дека марката годинава ќе представи повеќе новитети, од кои првиот веќе е познат. Станува збор за Huracan Evo во верзија со погон само на задните тркала, што е вистинска формула за постигнување максимум задоволство во возењето. Ќе биде опремен со 5,2 литарски атмосферски V10 мотор со 610 конски сили, со кој ќе забрзува до 100 на час за 3,3 секунди и ќе постигнува максимални 326 км на час. Во прилог на перформансите оди и тежината од само 1390 кг, како и новиот Traction Control систем развиен и калибриран специјално за него. Цената ќе му изнесува 160.000 евра без давачки и ќе биде значително помала од другите новитети на марката, а тие скоро без исклучок сите се хибридни. Кои се тие засега не се открива, но е јасно дека меѓу нив ќе бидат тркачкиот Ursus STX и неговата патна плагин изведба. Токму тој треба да ги најави плановите за електрификацијата на гамата со која ќе бидат опфатени сите модели, вклучувајќи ги и најатрактивните. Со други зборови, треба да ги очекуваме хибридните Huracan и Aventador, како и специјалните нивни изведби, како што се Sian. Покажен во Франкфурт минатата есен, тој со своите 819 коњи важи за најмоќен Lamborghini направен било кога. Производството му е ограничено на само 63 возила по цена од 3,3 милиони евра секој. Лошата вест од Сант'Агата Болонјезе е дека пошироката публика ќе остане ускратена да ги види сите овие новитети, бидејќи Lamborghini го откажа своето учество на салонот во Женева, додека за Париз ништо не се знае. Ваквиот потек малку зачудува, бидејќи марката лани забележа рекордна продажба поголема дури за 43% во однос на 2018-та. Купната бројка возила што ги испорача се качи на 8205, во кои голем придонес имаше Urus со пласирани скоро 5000 примероци. Најмногу во Соединетите Американски држави, благодарејќи на силната продажна мрежа составена од 165 дилерства. Во моментов возилата на Lamborghini се продаваат во 51 земја, а матичната Италија според волуменот е ниско 8 место со едва и 370 продадени примероци.